Здраво, Македонија! Сабота попладне, што значи време за листа за 300 квиз на знаење и надмудрување, кој што може секако да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите си се подготвени, чекаат јас да ги повикам и нема да им го губам времето. Повеќе знаете дека секогаш прво ги повикуваме тековните домаќини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Денеска, во улога на домаќини и победници, впрочем, во минатото издание на нашиот квиз, Панче и Тони. Повелете! Добар ден. Добар ден, добри луѓе, како сте? Здраво. Добри сме ние. Расположени за уште една партија листа за 300? Да, во секој време. Така, минатиот пат 200 евра, 200 застанавме на 150, успеав малце да ме поднатерам и стигнавме до 200. Се предомисливте, ја мислам дека можевте на 300 евра, додите. Можевме, да. Ама, тоа е што е Скопје не ни се лутат. Тука сите сме генерали. Да, така да е, тоа што викаш точно. Скопје не ни се лутат. Не ви се луташ. Не ви, ти ке сте. Тука сте во Скопје, тоа не е најбитно. Да. За да не сакате да поздравите некого нешто или се концентрираме на играта, одма влегуваме во кабина да си играме. Ја ви поздравам, ајде, минатата емисија не ги поздрав. Елизабета, Филип и Марко да ги поздравам и сите што ме познават. Голем поздрав до Елизабета, Филип и Марко. Така. Да. Голем поздрав и од мене до нив. Живи и здрави да навивате се за тебе. Да, веројатно навиваат, да. Да, веројатно навиваат. Ќе видиме таа е. Навиваат, чекаат парички дома. Ке частиш, така? Да. Да, ќе видиме. Ќе видиме. Што се зезам со едни честнички од минатите изданија. Викам, тоа не знаеле нивните дека се кјутенката кои изгубеле, сите на вечера ги собираат тој ден и ги носат. Ваки и вие се за да не дознаат за парите, ги изнесувате нешто, ајде да одиме на кафенце сите фамилиарно, поминува на телевизија. Тоа е после тоа. Чиста работа. Редото е помина. Така е. Да не должам повеќе, денеска како домаќини. Не знам дали е притисокот поголем или баш помал во оваа ситуација, но едно знам за сигурно. Ваша е домаќинската кабина. Повелете. Благодарим. Панче и Тони седнаа во нивната надпреварувачка кабина, но за да продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме и нивните противници. Денеска, во предизвикувачката кабина се извинувам, ќе седнат Бранко и Ванчо. Повелете. Господ Бранко, со трчање, тоа ви се допаѓа. Игла што шие не фаќа раѓа. Така е. Ванчо, како си? Добро? Добро. Повелете. Колку време не сме се виделе? Па 5-6 месеци. 5-6 месеци, така е, ми фалевте. Што се случи во овие 5-6 месеци, има нешто ново? Топло многу кај нас. Топло многу, цело лето умревме. Да. Сега е добро, поладни се температурите на друго е. Ке се јаде некако. Така е. За денеска дали сме спремни? Ние сме генерација што во младоста се печевме на сонцето, сега уживаме под сенката на староста. Да, така, тоа е добро. Така водат работите, не? Да. Тоа ги гледам исто, стварно им се чудам на децава во мало што ми беа пред зграда. Цело лето надвор го помина на моје огромно задоволство. Многу деца имаше надвор, ама тоа на гориштени 40 на мој гале немаат фудбал, играат кошарка, играат трчаат, гале. Ама тоа е тоа. Затоа е младоста. Кај нас малку е полано, бидејќи сме на 710 метра надморска висина, ама сонцето не... Нема пече, джабе. Да, немаше Пече, дожд, силно немаше. беше сонцето оваа година, да, немаше дожд и тоа е тоа. Ајде сега еве поубави времења доаѓаат и подобри температури, посебно температурата во нашата кабина, знаеш каква е? Идеална за пари зимање. Да. Да, за пари печалење. Желба ствара. Поздрав за Блатица и Липец, да не заборавиме. Голем поздрав за Блатица и Липец. Липец. Голем Да поздрав. не ги забравиме. Нешто друго да додадете или да влеземе во кабина и да почнеме со Па листата. ги поздравуваме сите што не гледаат. Не гледаат и во Америка. И во Америка не гледаат? Да, се јавува ако беме минато. Сигурна информација ова. Сигурно. Голем поздрав до сите во Америка кои што не гледаат. Ако сакате, ќе организираме неко онлайн издание на листа за 300, каде што ќе може да се пријавите и вие. Зошто да не? Еден судир, диаспора со тука седалци што сме. Денеска, како што реков, почувате како предизвикувачи. Имате интересни и спремни противници наспроти вас, но и вие не сте ништо помалку. Затоа, со среќи, нека победи подобриот во продолжение. Почувате како предизвикувачи, што значи? Ваша предизвикувачката кабина, повелете. Ајде, бране. Ајде, Бранко, со трчање, секаде.
Панчи и Тони, односно Бранко и Ванчо, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба. Знаете, за да си продолжиме без никакви проблеми понатаму со квизот листа за 300. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Бранко и Ванчо, дали се слушаме? Се слуша? Се како што треба? Да. Одлично. Во продолжение, сконцентрирани, ако имаме некаков технички проблем, ќе ми кажете, ако не е нешто јасно, ќе ме прашате, договорено? Со среќа, сега ќе исклучиме и вашата кабина. Панчи и Тони, дали се слушаме? Да. Немаме никаков проблем, така? Нема. Знаете Се како е е во ред. процедурата, да не ја повторувам. Може да започнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. А сега, време е да почнеме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска си почнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Зборови на 4 букви кои почнуваат на буквата Т. Бараме зборови на 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат на буквата Т како тетово. Само во еднина, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, кратенки и слично. Ќе повторам уште еднаш. Бараме зборови на 4 букви кои што почнуваат на буквата Т како тетово. Но истите треба да бидат кажани само во еднина, но не е важно дали се именки, глаголи, прилози, придавки и така натаму. Но не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, кратенки и слично. Дали ни е јасна темата, Панчи и Тони? Да. Јасно Супер. е. Бранко и Ванчо, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Веќе ви е добро познато, драги гледачи, дека први започнуваат со надавање оние кои што се тековни предизвикувачи. Денеска таа улога, знаете дека им припадна на Бранко и Ванчо. Затоа, ќе ве замолам да исклучиме кабината на Панчи и Тони, а Бранко и Ванчо, кога ќе имате понуда, слободно споделете ја со сите нас. 10, 10. Започнуваме со 10. 11, 11. 15, 15. 16, 16. 20 на рамното. 20. 21, 21. Што се смееш, Ванчо? 22, 22. 20, 23, Едно повеќе, 23. Ајде на рамното 25 па здравје. 25. 26, Едно повеќе, 26. 27. 27. Па ајде нека одговарат. Да одговараат, ајде да видиме. Бранко и Ванчо. Не е премногу голема бројка што надававме сега. Не е ни мала. Имаме 27 празни полиња кои што треба да ги испишеме, нели, со точни зборчиња, со зборчиња на 4 букви кои што почуваат на буквата Т. Кога ќе бидете спремни и ти, Бранко, повелете. Може. 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 Ајде. Тенк. Како? ТНК. Тенк. Започнуваме одма дрско. тешка артилерија, Тешка артилерија, да. Така и точен одговор. Не сме... тава, Тава. тава, Така е. Тело. Тело. Ремек дело. теле, Теле. Така е. труп, Труп. Точно. трап, Трап. Така е. траг, Трак. Така е. На крајшот тока. тока, Тока. Да. Така е. тема, Тема. Така е. таму, Таму.
Така е. тука, Тука. Точно. На главата теме. Теме. Така е. точи вино, Точи. Вино, пиво, ракија, од се помалце. Така е. тече, Тече. Така е. Колку имаме? 14. Повеќе од пола. Валвата што се става таан. Таан. Така е. тула, Тула. Точно. туѓа, Туѓа. И туѓа е. Точен одговор. Тост. 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 Така е. тест, Тест. И тест е точен одговор. тага, Тага. Точно. Тапа. Тапа. Тапа, точен одговор. трак, Како извини? трак, не го кажа ами. Трак. Кажав, Кажано ли? само, да, кажано е трак. Кажано е трак. Да. Да. Трем, дали кажавме? Трем, не е кажан трем. Точен одговор. Уште 5. Тура, македонски збор мислам, тура. Тура, да. Точно. Тоне. Да потонува нешто. Тоне. Така е. Саблата од глина. Не држи вода, тони. Тони. Да. Множина. Не е множина. Тони, стомната тони. Да. Неубо испечена. Тони, 25 точен одговор. Талк. Талк. Да. Точен одговор. И до последното дојавме. И кој ќе биде последниот? Твое, мое, твое, тие Твое. знаменките. Твое. Ајде да видиме твое. Да. Така и твое точен одговор ги имаме сите оние 27 колку што и ги Па баравме. можеше до кај 35 часа. Можеше мајке, до 35-6, но кјути си, треба да си земавте по едно. Кјути. се шалам. Бранко Иванчо, честитки за првиот освоен поен. Но нема многу опуштање, знаете дека Нема. опасни се вашите противници, имаме уште една лицитација за играње и можат за миг да се променат работите, но тоа не го менува фактот дека водите со 1-0. Панче и Тони, можеш уште малце да надаваме и тука да ги фатиме на кондиција, но тоа е што е сега, нели? Можеше како што рече Преска, сите генерали после битка, нели? Тоа е тоа. Продолжуваме понатаму, знаете дека ништо не е готово, имаме уште за играње, само внимателно во продолжение и тоа е тоа. А пред да продолжиме да прочитам уште неколку од оние зборови на 4 буки кои почнуваат на буквата Т, тука ги имаме тага, таен, тажи, тазе, така, такт, тала, тамо, тапо, тато, тате, твар, твит, тврт, тебе, тежа, теза, теме, тенк, тепе,
Тера, тест, тета, кажа голем дел од зборчиња, јас то повторно ги читам, тие ми се имени извадени, тука ги имам уште и топи, точи, кажавме трак, трон, троп, и така натаму. Кажавме доста зборчињата кои што јас ги имам одвоена. Сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација. Оваа лицитација ќе одлучи дали Панче и Тони ќе имаат шанса за пресврт или пак Бранко и Ванчо едноставно ќе се дојдат тука на нашата сцена и ќе бидат соочени со темата од нашата листа. Но, да не должам, да не калкулирам јас и да бајам однапред што би можело и како би можел, да се изгледаме ние втората лицитација и да видиме како реално ќе се стојат работите. А темата за втората лицитација гласи: кошаркарски репрезентации кои учествувале на Олимписки игри. Бараме имиња на кошаркарски репрезентации во машка конкуренција од целиот свет кои учествувале на Олимписките игри од 1936 година, од кога кошарката се игра на Олимпијадите, па се до последните Олимписки игри кои се одржаа во 2024 година. Имињата на репрезентациите ги признаваме онака како што се викале во моментот на учеството. Значи, имаме сега непостоечки или пак држави кои што си го променија името, не станува збор за Македонија, но има други останати земји, знаете и бившата република во која што бевме ние дел. Исто како се викаше, кој потоа остана, како се движеше целата работа, тоа е тоа. Нема да навлегувам повеќе само за да не ве збунам. А сега да си ги прашам моите надпреварувачи дали ме се јасно, па да започнеме со втората лицитација. Панче и Тони, дали ни е јасна темата? Само едно прашање, дали машки, женски репрезентации? Машки репрезентации, само машки. да, само за машки репрезентации. Другото јасно ни е се? Да. Одлично. Бранко и Ванчо? Јасно. Јасно, супер. Како не? Знаете, драги гледачи, дека први солицитирање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Панче и Тони. Дали така ќе остане или пак не, ќе видиме во продолжение. Затоа ќе ве замолам сега да исклучиме кабината на Бранко и на Ванчо, а Панче и Тони кога ќе имаме понуда да споделиме. Да почнеме со 5. Започнуваме со 5. 20. 20. 21. 21. 25. 25. 26. 26. Уште едно повеќе. 27. 28. Едно повеќе и тие 28. Ајде на рамнето 30. 30. Заокруживме на 30. И една. 31. 'Уште едно повеќе. 32. 33. 33. Ајде нека одговараат. Да одговараат? Да. Ајде да видиме, Бранко и Ванчо. Панче и Тони, сега е све во ваши раце. 32 празни полиња кои што треба да ги испишеме со кошаркарски репрезентации кои земале учество на Олимписки игри, почнувајќи од 1936 година, па се до последните кои што се одржаа во 2024. Кога ќе бидете спремни, слободно започнат. Да започне, може? Може. Да започнеме со бившата СФРЈ. Со Социјалистичка Федеративна Република Југославија или СФРЈ. Така е прв точен одговор. Србија. Србија. Така е. Хрватска. Хрватска. Хрватска точен одговор. Ајде Италија. Италија. Точно. Шпанија. Шпанија. Така е. Германија. Германија. Така е.
Франция. Франция. Точен одговор. Советскиот сојуз. Советскиот сојуз или СССР. Така е. Литванија. Литванија. Така е. Бразил. Бразил. Така е. Аргентина. Аргентина. Точно. Јужен Судан. Јужен Судан. Така е. Франција. Не, Франција. кажаме. А, Франција, да. Кажана. Да, Кажаме кажана е Франција, пред да. СССР. Грција. Грција. Така е, точен одговор. Австралија. Австралија. Така е. Канада. Канада. Точен одговор. Нов Зеланд. Нов Зеланд. Точно и Нов Зеланд. Порто Рико. Порто Рико. Дали се смета за држава? Порто Рико, ако е признаена од... Ама чекай. Вака, значи ако настапиле како Порто Рико, нема дека на Олимписки игри настапуваат нели репрезентации кои што не се може и да не се од признаена држава, може да се од региони, да. Така да ако настапиле по тоа име, Порто Рико. тогаш нема зошто да не. Дали признаена држава или не, не интересира во оваа ситуација. Порто Рико, така е, точен одговор. Јапонија. Јапонија. Така е. Кина. Кина. Така е. Сад го кажа. Соединетите Американски држави. Соединетите Американски држави или САД, САД. САД, така е, точен одговор 20. Тоа сакав да видам. Русија кажавме, Русија. Мислам дека не. СССР знам дека кажавме, а Русија како Русија, мислам дека не ја кажавме, не. Така и Русија е точен одговор. И кажавме Шпанија, така? Да. Шпанија, Италија, Франција и кажа. Ајде со Летонија да пробам. Летонија. Да. Така е, точен одговор. Словенија. Словенија. Така е. Уште 10. Нигерија. Нигерија. Така е, точен одговор. Ангола. Ангола. Точен одговор. Египет. Египет. Така е. Израел. Израел.
Така е, точен одговор. Па во минатото веројатно играле и Ајде, друго нека ти текне. Ајде. Ајде. Уште 6 ви фалат. Да. Ке ви текнат, ајде. Да, Турција, Турција. Турција 28-ми одговор за Панчи Тони. Либан, Либан. Многу ми е криво. Либан нема, другари. нема. здравје. Мене ми е криво. Сакав пеналчиња да играме, ќе беше забавно и интересно, овој пат ќе беа на вистина играни пеналите, немаше да бидат, нели, чисто ревијално и сакав така да заврши целото наше другарување, мислам били да го продолжиме понатаму, не сека вака да биде, но тоа е што е Панчи Тони. Супер надпреварувачи, нема што повеќе да ве фалам, мислам ја да ви кажам, се знаете и самите. Мала деконцентрација, добро, денеска можеби малце похрабро требаше да играме во првата игра и тоа ќе резултираше другачие. Да, првата ни беше грешка. Но тоа е што е, значи не се јадеме, не оджајуваме, секако се пријавуваме за кратко Ќе време. се видиме за кратко. Мислам за така. кратко. Ќе се пријавиме ако веќе не повикате, ќе дојде. За кратко ќе ја повикаме како? Што Добро. побрзо, дуре тази целата работа за да има шанси за поправен, кажете, се сеќаваме и на поправниот. Панчи Тони, со здравје да си ги трошите парите кои што ги оствоивте во листа за 300 и секако се надевам дека повторно ќе се дружиме во некои од следните изданија на нашиот квиз. Да. Фала ви и чао сега. А Бранко Иванчо, честитки, успеавте да добиете и втората лицитација, што значи ќе се соочиме со темата. Ќе пробаме да освоиме парична награда. Супер, но пред да го направам тој, да ве повикам, ја на брзинка да ги прочитам дел од оние репрезентации, кошаркарски репрезентации кои учествувале на Олимписки игри. Ај вака позвучни имиња се пробам да издвојам. Кажавме Австралија, Аргентина, прашувавте Бугарија, да, има настапувано сам да кажам на Олимписки игри со кошаркарска репрезентација, потоа ги имаме Велика Британија, Грција, Естонија, Западна Германија, Индија, Ирак, Иран, СФРЈ кажавме, но затоа тука ги имаме потоа и СР, Југославија, Србија и Црна Гора. Значи сите 4 што беа имаат настапувано на Олимписки игри. Потоа ги имаме, кажавме, Нов Зеланд, Романија, Словенија, Тунис, Филипини, Финска, Франција, Хрватска, кажавме, Чехословачка, Чешка, Швајцарија и така натаму. Тука ќе се простам со Панче и Тони, а ќе ги повикам Бранко и Ванчо да ми се придружат на главната сцена, за да ги сложиме со темата од нашата листа и да видиме што ќе направат во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Бранко и Ванчо ми се придружија тука на главната сцена и за кратко ќе ги сочиме со темата која што ми е веќе подготвена тука. Но да не ви го трошам многу времето, нели, знаете, дека мораме прво да се потсетиме како стојат работите со нашата листа, ќе ми извините, мене денеска малце ме блокирам паметот. Таа е составена нашата листа од 15 празни полиња кои што ако ги спишеме со точни одговори ќе освоиме она максимална сума. Помеѓу време за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Бранко Иванчо, имам интересна тема поврзана со нашата прекрасна држава и со нашата најголема река. Но да не должам, еве ќе ви прочитам, а слушајте добро и вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема
притоки на реката Вардар. Бараме имиња на реки кои директно се влеваат во нашата најголема река Вардар, без обзир дали се леви или десни притоки и без обзир колкава е нивната големина. Но внимавајте, ги бараме оние кои што директно се влеваат во Вардар. Прекрасно чувство пред зидот на среќата, а тука е и Марко. Да. Едноставно сте убавина на оваа игра. Да, си ви жив и здрав, а сега дали и темата ни се погоди, кажи ми? Па, погодена е. Да, одлично. Може би нешто сме заборавили, сме Не, пензионери, ама нема. така, баш, ајде да се подсетиме малце, не верам дека сте заборавиле нешто, и да сме заборавиле ќе ни текне. Значи бараме притоки на реката Вардар. Кога ќе бидете спремни, подготвени? Може. Може. 41 година учител, леви притоки и десни притоки на реката Вардар. Да, ајде, од кај ќе почнеме од почнеме? левите. Ајде од левите. Да. Супер. Брегалница. Брегалница. Директно што се влева. Директно што се влева, така е. Брегалница. Брегалница, да, така е. Еве на мојот список и прв точен одговор. Да си ги кажа. Пчиња. Пчиња. Лепенец. Само момент, Пчиња е точен одговор, потоа Лепенец. И Лепенец веднаш ја најдов тука на мојот список, така е. Опа, и со ова 50 евра обезбедивме. Чекај да честитам, дај ми шанса. Честитки за првите 50 евра, првите пари оваа година, во оваа сезона. Се одиме понатаму? Може, може. Да, добро. Голема река или треска. Голема река или позната како треска. Така е. Пена. Пена. Така е. Бабуна. Бабуна. Прекрасната Бабуна, мене многу ми се допаѓа таа река, дури су били на изворите. Горе и Бабуна не носи 100 евра. Честитки, што правиме сега за понатаму? Чини мушина. Барем уште едни, барем уште три. Добро, супер. Ајдемо. Бошава Бошава, така, Бошава. и дошница. Бошава, па потоа Дошница. Да. Така, само момент. И кај Велес има една многу убава, чиста Само момент за река. Дошница да видиме сега да ја најдам. Дошница. Помала рекичка. Како? Помала е. Рековме Бошава, ај за Дошница размислете дали... Ај ќе играме тополка. Тополка? Тополка. Добре, ајде Тополка. Ајде Тополка. Одма Бранко реагираше тука. Вика, чекај, да играме со посигурни, да не бараме. Мислам дека... Ја има. Да, ја. не. Притока, мислам дека е помали, мислам дека Дошница се влева во друга, па потоа во Вардар. Мислам, затоа ти викам подобро да... Индиректно, да. Да, индиректно, затоа подобро. Рековме... Тополка е директно. Која што така е и за 150 Црна. Црна река, така е. Црна река за 150 евра. Честитки, господа. Што правиме сега за понатаму? Едно прашање. Повели. Радика се влева во Дрим, Да. ама се влева и во Вардар. Тоа е бифуркација се вика. Една река што оди во два слива. Бифуркација се вика. Не. Добро, да, ги- оставиме ни, ајде. Регове директни што се влева, да не ги усложуваме работа, да не се направиме да, билја да, никога. да. Ја да не ве прелажам. Што правиме за понатаму сега или ќе се ги земеме Тука е овие? Кадина река близко кај Скопје. Не, чекај. Да видиме, да размислиме. Важи, Да размислете. Да размислиме. Можда надоле има некоја луда мара, мисля дека беше кај Кавадарци. Кавадарци. Ама много црна не ли? Не знам. Ама... Ја не знам, крива река дека се влеваше. Мокчиња, ако не е Упчиња, тука е некаде. Мокчиња, Не што? директно. Да не ја знам. Па доволно, ајде. Доволно, 150 евра, барем што се вика, нели, за
Па ти едно скромно ручече за Па и сега. за другите да има. И за другите Не треба да има. да Така, бидеме лакови. не секој за другите мислите ви. Вака притоки на реката Вардар убаво размислуваче. Значи тука се откажуваме така, да ви честитам прво. Честитки за првите пари освоени оваа сезона на листа за 300, а ги имаме тука, барем ќе ги прочитам ај овие 20 на што ги имам извадено тука. Анска река, Бабуна, Бистрица, Боговинска, Бошава, Брегалница, Градечка река, Жабичка река, Јаворина, Јаворска река, Кадина река, Кованска, Конска, Лакавица, Лепенец, Луда Мара, Маздрача, Маркова река, мојата река срам да е. Пена, Пчиња, Ракете или Вратничка река, Равенска, Серава, Серменинска река, се извинувам, Тополка, Треска, Црна река и така натаму. Но тие се помоли, Да, така. Не са пловни. Супер, не се пробе, да. Добро, ние сме детската школа, по-големи ги. Да, одлично, супер бевте. Тоа си го кажува и последниот резултат со 150 евра, па добро, не нормално со годините. Супер бевте, Бранко Иванчо, се дружиме во следното издание на нашиот квиз. До тогаш, во добро здравје да ми останете, со здравје да си ги трошите парите. Драги гледачи, дојдовме до самиот крај на денешното издание на квизот Листа за 300. Во продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте и секако чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш останете ми во добро здравје и не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!